Она што е најголем предизвик во функционирањето на центрите и начинот на кој што е уредена стандардната оперативна процедура во моментот е што не се почитува принципот на пристапот ориентиран, насочен кон жртва. Тоа значи дека ние мора да оставиме слободната волја на жртвата да го пријави насилството во момент кога таа е спремна за тоа. Но тоа не смее да спречи да ние ги собереме доказите и секако ја обезбедиме потребната помош. Претходните години бројот на жртви се движи помеѓу 50 и 60. Овие бројки се многу далеку од реалниот број на жртви. Праксата од другите земји покажува дека доказите се собираат и до 2 години се остава простор на жртвата да таа да одлучи дали ќе покрене постапка против сторителот. Нешто што ние во моментов го немаме како стандард. И затоа се надам дека со оваа работна група, ова е голем чекор, морам да кажам и од страна на Министерството за здравство е особено важно што ја формираше оваа работна група. Ова нема да биде нешто што се носи за еден ден, меѓутоа самото формирање е голем чекор за да конечно ја унапредиме оваа постапка.